Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме глава 18 од Евангелието според Матеј, во која ќе се сретнеме со неколку навистина неверојатни настани и духовни поуки. Во првиот дел од главата, Господ Исус зема крај себе едно мало дете и го дава како пример за важна духовна лекција. Потоа ја кажува параболата за изгубената овца, дава нов нацрт за црковното однесување и нови правила за простувањето. Сите овие настани и лекции се поврзани со небесното царство и начинот на кој треба да се однесуваат оние кои се дел од него. Иако голем дел од луѓето не го прифатија Господ Исус, сепак тој им се обрати на оние кои се уште му веруваат и го следат. Во глава 13 од ова Евангелие, Господ Исус преку параболи ни го објасни царството, но од овие стихови дознаваме дека има уште многу нешта кои можат да се кажат на таа тема. Господ Исус често зборуваше за небесното царство и затоа неговите ученици сакаа да знаат кој ќе е најголем во царството. Стих 1. Во тој час се приближија учениците до Исус и рекоа: кој е најголем во царството небесно? Не знам што мислите вие. Дали овие луѓе го поставија прашањето поради нивните лични амбиции или чисто од љубопитност? Мое лично верување е дека апостолите сакаа од лични и себични амбиции да знаат кој ќе биде најголем во царството небесно. Може би разговараа помеѓу нив и не можеа да дојдат до заеднички заклучок, па затоа го прашаа Господ Исус. Забележете ја неговата реакција. И Исус повика едно дете, го постави меѓу нив. Тој не им одговори веднаш на нивното прашање, туку најпрво повика дете и го постави меѓу нив. Во другите евангелија, Господ Исус им вели на апостолите да не им забрануваат на децата да дојдат кај него. Истата заповед важи и за нас денес. Треба да им дозволиме на децата да доаѓаат во црква, да учат за Господ Исус и да го следат. Секој кој застанува на патот помеѓу нив и Господ прави големо зло. Стих 3. И им рече: вистина ви велам, ако не се промените и не бидете како деца, нема да влезете во царството небесно. Низ годините овој стих често се толкувал на погрешен начин. За жал, некои луѓе велат дека Господ Исус не потикнува да се однесуваме детски во сите наши постапки. Да, голема трагедија е фактот што голем број христијани се однесуваат незрело и детски, но тоа не е главната поента на овие зборови. Господ Исус не сака да ни каже дека треба да се однесуваме детски, туку дека треба од децата да учиме да бидеме понизни и едноставни. Тој всушност сакаше да им покаже на неговите ученици што е навистина важно. Додека тие се расправаа и размислуваа кој ќе биде најголем во небесното царство, Господ Исус им донесе дете пред нив и им кажа дека треба да бидат како децата, понизни, а не да се борат за каква било власт или позиција. Генерално гледано, децата не се толку алчни и амбициозни како што се возрастните. Кога тие би се собрале заедно, големи се шансите дека не би разговарале на истата тема како учениците. Може би за неговите ученици беше непријатно да ги слушнат овие зборови, но бидејќи ги сакаше, Господ Исус сакаше да им покаже што треба да им биде најважно и приоритетно во животот, а тоа е Господарот на царството, а не позициите кои тие би ги имале во тоа царство. Истото би можело, а и треба, да се каже и за христијаните денес, и нивниот став кон црковните позиции и титули. Наместо да стануваме амбициозни за одредени високи позиции во црковните кругови, би било многу подобро кога би се стремеле
да се понизиме пред Господ што повеќе, а ако тој сака, ќе не издигне во негово време и на негов начин. Стих 4. Кој ќе биде понизен како ова дете, тој е најголем во Царството небесно. Поуката е јасна. Големината не се состои во наметнувањето или борбата за висока позиција, туку во понизноста. Ова е сосема спротивно од тоа што апостолите го мислеа, а и од тоа што светот денес не учи. Стихови 5 и 6. И кој прима такво дете во мое име, мене ме прима. Кој ќе соблазни едно од овие мали, за него е подобро да му се обеси воденички камен на вратот и да потоне во морска длабочина. Ова се навистина силни зборови. Патем, според мене, во овие стихови Господ Исус покрај другото зборува за важноста за евангелизација на децата. Службата помеѓу децата треба да биде приоритетна за црквата. Јас навистина сум благодарен за сите христијани кои се трудат да го доближат евангелието до децата. Еден ден, Двајт Муди дошол дома и семејството го прашало: колку луѓе денес се обратија од твоето проповедање? Тој одговорил: 2,5. Тие го прашале: 2 возрасни и едно дете? На што тој рекол: не, туку 2 деца и 1 возрасен. Возрастниот беше човек во години, така што немаше многу години пред себе кои може да му ги даде на Господа. Малите деца се важни за Господ и сметам дека денес тоа не се нагласува доволно во црквите. Пред многу години некој пастор во шкотска црква си поднел оставка, при што старешините го прашале: зошто се откажуваш? Тој одговорил: помина цела година и имаме само еден обратеник, а тоа е Боби Мофат. Иако пасторот не сметал дека обраќањето на Боби Мофат е толку важно, сепак, токму тој беше еден од луѓето кои имаа важна улога во отварањето на вратите за мисиска работа во Африка. Стихови 7 и 8. Тешко му на светот од соблазни, зашто соблазните треба да дојдат, но тешко му на оној човек преку кого доаѓа соблазната. Ако те соблазнува раката твоја или ногата твоја, одсечи ја и фрли ја од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот без една рака или нога, отколку со 2 раце и 2 нозе да бидеш фрлен во вечниот оган. Овие зборови не се лесни да се слушнат. Стихови 9 и 10. Иако те соблазнува окото твое, извади го и фрли го од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот со едно око, отколку да ги имаш и 2 очи, а да бидеш фрлен во огнениот пекол. Гледајте да не презрете едно од овие мали, зашто ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го гледаат лицето на мојот татко небесен. Во овој текст има 2 многу важни нешта кои не би сакал да ги пропуштите, особено ако сте личност која поради смрт има загубено мало дете. Господ Исус вели дека ангелите на децата секогаш го гледаат лицето на небесниот татко. Ова е еден од 2 новозаветни стихови поради кои луѓето веруваат дека на секој човек му е даден ангел заштитник. Не ме сваќајте погрешно, не велам дека немаме ангели заштитници, но не можам тоа да го тврдам со сигурност. Ако јас имам ангел заштитник, можам да ви кажам дека досега не сум го сретнал. Но, лично сметам дека главната поента на овој стих не е да не поучи за ангели заштитници. Еве што знам, во оригиналниот текст Господ Исус не зборува за ангели, туку за духови. Зборот духови е подобар и посоодветен превод. Од таа гледна точка би можеле да кажеме дека она што Господ Исус сака да го каже е дека духовите на малите деца, откако ќе го напуштат овој свет, одат директно пред Божјото лице. Зошто малите деца одат на небо? Не затоа што се безгрешни, туку затоа што Господ Исус
плати на крстот за тие да имаат вечен живот. Царот Давид го знаеше ова. Во 2 Самуилова, глава 12, стихови 15 до 23, тој вели дека неговото дете, кое почина, нема да му се врати назад, но еден ден тој ќе оди кај него. Ова е многу важна вистина, која треба да им даде утеха на оние родители кои прерано загубиле некое од своите деца. И јас и мојата сопруга загубивме едно од нашите деца, кое го напушти овој свет кога беше многу мало. Нашата ќерка не е веќе со нас, но таа е со Господ. Еден ден знам дека ќе одам таму каде што е таа. Ние имаме 2 деца и понекогаш се мислам дали да го кажам тоа, бидејќи ако кажам дека имаме 2 деца, луѓето гледаат наоколу обидувајќи се да видат каде е второто. Но нашето второ дете не е тука, тоа е заедно со Бог. Ова е неверојатна и славна вистина и би требало да биде утеха на секој родител кој тагува по своето дете кое не е веќе на овој свет. Господ Исус не предупредува да бидеме внимателни со децата и да не им го попречуваме патот до небесното царство. За жал, во денешниот свет срцата на малите деца се секојдневно нападнати од лажните идеологии, кои овој свет ги промовира. Затоа, родителите имаат голема одговорност во растењето на децата, бидејќи треба да сторат се што можат да ги заштитат од штетните влијанија на светот и сатаната. Се разбира, опасностите за децата не секогаш се надворешни. Некогаш и самите ние со нашето грешно однесување можеме штетно да им влијаеме на децата и затоа е потребно да бараме од Бог мудрост, сила и љубов, за да живееме на побожен начин и со тоа да им дадеме на децата пример. Доаѓаме до една од најпознатите параболи во Евангелијата. Стих 11. Зашто Синот човечки дојде да го бара и спаси загубеното. Патем, оваа парабола е слична, иако не иста, како онаа запишана во Евангелие според Лука, каде читаме за изгубената овца. Преку параболата, Господ Исус ни кажува која е главната цел на неговото доаѓање, а таа е да го спаси тоа што е изгубено. Стихови 12 до 14. Што мислите, ако некој има 100 овци и една од нив се загуби, нема ли да ги остави 99 в планина и да појде да ја бара загубената овца? Па ако ја најде, ве уверувам дека ќе се радува за неа повеќе отколку за 99 незагубени. Така, и вашиот Отец Небесен не сака да загине ниедно од овие маливе. Господ Исус не дојде на овој свет само за да ни даде некоја нова религија, ниту пак само за да не учи како треба да живееме. Тој дојде за да ни покаже дека ние сме духовно изгубени и дека нема друг начин да се помириме со небесниот татко, освен преку неговата смрт и воскресение. Преку смртта и воскресението, тој им нуди можност на сите кои се изгубени да бидат најдени и да се вратат назад во Божјото стадо. Во следните стихови, Господ Исус ни дава неколку важни принципи за однесување во контекстот на црквата. Да продолжиме со читање, стихови 15 до 17. Ако сгреши против тебе братот твој, оди и скарај го насамо. Ако те послуша, си го придобил брата си. Ако не те послуша, поведи со себе уште еден или двајца, па со устата на двајца или тројца сведоци, нека се потврди секој збор. Ако пак не ги послуша и нив, кажи и на црквата. Ако пак и црквата не ја послуша, тогаш нека ти биде тој како незнабожец и цареник. За жал, денес овој принцип многу ретко се применува. Во пракса, најчесто се случува наместо прво да разговараме со оној кој ни сгрешил, ние да одиме наоколу и да ја оговараме таа личност. Но, ако сакаме да градиме здрави меѓусебни односи во црквата,
Потребно е прво да ја пристапиме на личноста која ни сгрешила, и ако не сака да не послуша, потоа да продолжиме со следните чекори, кои Господ Исус ни ги дава во овие стихови. Продолжуваме со читање. Стихови 18 до 20. Вистина ви велам, се што ќе сврзете на земјата, ќе биде сврзано и на небото, и се што ќе разврзете на земјата, ќе биде разврзано и на небото. Пак ви велам, ако двајца од вас се согласат на земјата да молат за нешто, што и да било, ќе им биде дадено од мојот Татко Небесен. Зашто каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас среде нив. Зборовите каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас среде нив, се зборови кои често се користат за да се каже дека кога луѓето се собираат во Господовото име, макар и да се малку на број, сепак тој е помеѓу нив. И тоа е навистина така. Можеме да бидеме 100% сигурни дека кога се собираме за заедништво во името на Господ Исус Христос, за поука, молитва, славење и разговор, дека и тој е помеѓу нас и ја имаме неговата благонаклоност во тоа што го правиме. Во стих 21 започнува разговор поврзан со простувањето. Слушнете го прашањето на апостол Петар. Тогаш Петар пристапи кон него и рече: Господи, колку пати да му простам на брата си, кога ќе сгреши против мене? До 7 пати ли? Според некои од најпознатите рабини во тоа време, човек требаше да му прости на брата си до 2 или 3 пати. Но Петар е многу повеликодушен од тоа и прашува дали треба до 7 пати да се прости. Слушнете го одговорот на Господ Исус Христос. Стих 22. Исус му одговори: не ти велам до 7, туку до 70 пати по 7. Тоа се 490 пати. Замислете некој да ви сгреши 490 пати и вие сепак да ја простите на таа личност. Предпоставувам тоа се случува во браковите кои траат долго време. Но поентата не е да поставиме ограничување до 490 пати и потоа веќе да не простуваме. Слушнете го објаснувањето на Исус. Затоа Царството Небесно прилега на царот кој побарал да ја расчисти сметката со своите слуги. Кога почна да ја расчистува сметката, доведоа кај него еден што му должеше 10.000 таланти. Па бидејќи немаше со што да плати, господарот негов нареди да го продадат него и жена му и децата негови и се што имаше за да наплати. Тогаш тој слуга падна пред него на колена и му се поклонуваше, говорејќи: Господаре, стрпи се спрема мене и се ќе ти платам. А господарот на тој слуга се смилува, го пушти и му го прости долгот. Патем, во денешен контекст, таа сума би била околу 12 милиони долари. Тоа е навистина голем долг. Продолжуваме со читање. Слугата пак, штом излезе, најде еден од другарите своји, кој му должеше 100 денарии, и кога го фати, го давеше и му велеше: врати ми го долгот. Тогаш неговиот другар падна ничкум пред нозете негови, го молеше и велеше: стрпи се спрема мене и се ќе ти исплатам. Но тој не сакаше, туку отиде и го фрли во затвор додека не му го исплати долгот. Другарите пак негови, кога видоа што се случи, многу се огорчија, па отидоа и му кажаа на својот господар за се што се случи. Тогаш господарот негов го повика и рече: зол слуго, јас ти го простив целиот долг зашто ми се молеше. Не требаше ли и ти да се смилуваш над својот другар, како што се смилував и јас на тебе? И се разгневи господарот негов, па го предаде на мачители, додека не му го исплати целиот долг. Така и мојот Татко Небесен ќе постапи со вас, ако секој од вас не му прости од срце на брата си. Ова е многу важен библиски принцип во однос на простувањето. Секој кој го добил Господовото простување, треба да им прости на оние кои му сгрешиле. Во Ефесијаните, глава 4, стих 32, апостолот Павле вели: простувајте си еден на друг,
како што Бог во Христос ви прости вам. Во параболата која ја читавме, еден од слугите на царот доби простување за многу голем долг. И истиот тој човек не сакаше да му прости на еден од неговите должници. Што ни кажува тоа? Дека тој не ја свати тежината на простувањето кое го доби. Ова се однесува на Божите деца. Без разлика што ви сториле луѓето, вие треба да им простите, бидејќи и самите вие многу сте грешеле пред Бог. А сепак, кога сте побарале од Него, тој ви простил. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Ќе продолжиме следниот пат со обработка на глава 19. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.